Представете се да ни кажете нешто повеќе за вашата улога во овој проект кој го реализира нашата организација. Јас сум Дијана Стојановиќ Ѓурѓевиќ, програмска раководителка во Квина Тилквина фондација. Фондацијата Квина Тилквина заедно со коалиција Маргини од април 2020 година работат на проектот Пристап до правда за маргинализирани заедници. Значи, работат заедно коалиција Маргини и Квина Тилквина фондација работат заедно на проектот Пристап до правда за маргинализирани заедници, кој што е финансиран од Европската унија и кофинансиран од СИДА, Шведската фондација за развојна соработка. И всушност во рамките на самиот проект ние работиме во 3 региони, тоа се Вардарски, Источен и Пелагониски регион, и во рамките на тие 3 региони всушност обезбедуваме услуги за бесплатна правна помош и психосоцијална поддршка за маргинализирани заедници. Денеска сме тука на завршниот настан на организацијата КАМ, која што работеше во Источниот регион и всушност на овој настан тие ќе представат што всушност направија во изминатата една година. Конкретно има ли некои податоци што велат резултати? Уни ќе ви ги споделат податоците, пошто имаат повеќе. Еве, што дојдовте до заклучок по завршување на овој проект кој што се реализираше во изминатите речиси година време? Овој настан го подготвивме денеска за да ги сумираме резултатите од целата претходна година во која што работевме на бесплатна правна помош за маргинализирани групи на заедници од општините Делчево, Берово, Пехчево и Македонска Каменица. Регистрирано до сега и работено имаме на 59 случаи на кои што им е пружена бесплатна правна помош и 5 случаи на кои што им е пружена психосоцијална поддршка. Значи, овој проект така и беше замислен да биде еден пакет на услуги од психосоцијална и правна поддршка. За жал кај нас психосоцијалната поддршка се уште не е доволно добро прифатена. Се уште луѓето имаат некаков отпор спрема психосоцијалната поддршка, затоа повеќе се фокусираат на правната поддршка. Ние во нашите истражувања констатиравме дека многу малку луѓето досега ги искористиле можностите кои што ги нуди Министерството за правда преку нивните вработени, кои што стрикно работат на бесплатна правна помош. Дали луѓето сметале дека процедурата е многу обемна, дека не можат да стигнат до таа правна поддршка, затоа почесто се обраќаат кај нас. Она што сакам да го напоменам е дека од нашите средби кои што ги имавме, кои што ги организиравме во 4 општини, произлегоа неколку заклучоци, од кои што можам да ги напоменам развивање на соработка и координација помеѓу Канцеларијата на бесплатна правна помош и институциите на локално ниво, вклучувајќи ги стручните служби во образовните институции, потоа континуирано правно описменување на ранливите категории на граѓани со акцент на жените од маргинализираните заедници за нивните права и можностите на законот за бесплатна правна помош и изнаоѓање на начин за препознавање и потреба од психосоцијална помош и охрабрување на жените да побараат ваков вид на грижа и поддршка кога за тоа имаат потреба. Добар ден, добре дојдовте на денешниот настан кој е дел од активноста на проектот Пристап до правда за маргинализираните заедници и групи од општините Делчево, Берово, Пехчево и Македонска Каменица. Овој завршен настан е финансиран од Европската унија, кофинансиран од Шведската агенција за развој и соработка и субгрантиран од Канцеларијата на Квина Тилквина во Скопје и коалиција Маргини. Воедно сакам да посакам да добре дојде и на представничката на Канцеларијата на Квина Тилквина во Скопје, Дијана Стојановиќ Ѓурѓевиќ. Благодарност уште еднаш што се отзовте на нашата покана и да присуствувате на денешниот завршен настан. Целта на настанот е да ги презентираме резултатите од нашиот проект и како тие резултати се рефлектираат на нашите целни групи и воедно исто така да дадеме краток осврт на самиот проект. Што е она што фактички не наведе за да го имплементираме овој проект. Пред тоа, значи, извршивме една сеопфатна и подлабока анализа на овие 4 општини, на општинскиот контекст на овие 4 општини и
и ги црпевме податоците од Државниот завод за статистика, од извештаите за текот и реализацијата на бесплатна правна помош при Министерството за правда, како извештаите и годишните извештаи на невладините организации. Дојдовме до еден заклучок дека во источниот регион во пораст процентот на разводите е многу висок. Делчево посебно имаме годишно околу 100 случаи на развод. Се зголемува процентот на лица со бројот на лица со попреченост. Исто така негативна тенденција имаме на сексуално насилство, на сексуално вознемирување, на демнење преку интернет просторот и сето тоа сметаме дека сите тие лица ќе бидат потенцијални баратели на една бесплатна правна помош.